Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Продолжуваат активностите за рехабилитација на патиштата во шарпланинските села. Надлежните во гостиварските училишта сметаат дека поголемиот дел од предизвиците се совладале, но изразуваат надеж дека од септември децата ќе се вратат во училишните клупи. Ограничувањето на движењето, карантините и стресот што ги донесе ковид пандемијата за многумина значија добивање на прекумерна телесна тежина. Во ковид пандемијата многу луѓе се соочија со драстично зголемување на телесната тежина. Дебелината е голем ризик за здравјето, а тежината може да се регулира со правилна исхрана и физичка активност, вели Енеса Несими, нутриционистот гостивар. Ограничувањето на движењето, карантините, стресот што ги донесе ковид пандемијата за многумина значија добивање на прекумерна телесна тежина. Дебелењето е проблем со кој се соочува голем дел од популацијата, но коронавирусот предизвика дополнително влошување на тој план. Луѓето поминуваа повеќе време во домовите, а кујната им стана омилено свратилиште. Навиките на исхрана се сменија кон полошо, со прејадување, често консумирање чипсови и десерти, но книгозби. Дебелината е голем ризик за здравјето, а тежината може да се регулира со правилна исхрана и физичка активност, вели Енеса Несими, нутриционист од Гостивар. Вистината е дека пандемијата го направи своето, беше стресен период кога луѓето беа затворени и ова не натера да јадеме повеќе, но за да се вратаме во нормално, многу е лесно да се следи програма за здрава исхрана. Повеќе треба да јадеме овошје и зеленчук, некои видови на месо. Најштетните производи кои најчесто ги јадеме се пијалоци со шеќер, бел леб, повеќе овошни сокови од конзерва, пржена или печена рана, колачи, бисквити, тестенини, помфри, чипс, сладолед, чоколади, бомбони и раната со додаден шеќер. Водени од желбата да намалат килограми, многу луѓе, особено жени, држат строги диети и се изгладнуваат. На интернет може да се најдат многу инстант диети, но нутриционистот вели дека наглото и брзо слабење никако не е здраво за организмот, ниту пак може да биде ефикасно на долгорочен план. Диетите кои се преку социјалните мрежи се штетни за организмот и ова може да доведе до многу сериозни болести, но не значи дека да ослабеме и не треба да консумираме ништо и да чувствуваме глад, да изгубиме тежина, треба да ги консумираме дневните потреби што му се потребни на организмот, што се однесува до диетите, на секој организам не може да биде ист и да реагира исто во исхраната, така што за секој организам се подготвува посебна диета за основна врст посебни анализи. Дебелината полека, но сигурно станува една од водечките болести на модерното време. Одредени податоци покажуваат дека околу 500 милиони лица во светот страдаат од дебелина, а меѓу нив 48 милиони се деца. Светската здравствена организација дебелината ја смета за хронична прогресивна болест, условена од генетски и фактори на околината. Во приватната здравствена установа доктор Мацура во Тетово беше представен медицинскиот апарат Физиоспект, со кој се врши испитување на состојбата на срцето, коските, белите дробови и останатите органи. Физиоспект, вака е наречен апаратот кој што функционира на база на принципите на квантната физика. Врз основа на најновите научни сознанија, рускиот академик Светослав Несторов конструирал уред кој ги прима и засилува електромагнетните бранови, што ги емитуваат живите клетки од секој организам и ги претвораат во сигнал кој натаму компјутерски се обработува. Овој најсовремен апарат беше представен во приватната здравствена организација доктор Мацура во Тетово. Со овој најсовремен апарат се овозможува да се испитува состојбата на срцето, коските, мускулите, крвните садови, нервниот систем, белите дробови,
жлездите на внатрешно лачење, урогеталниот систем и сите други органи. Прегледот со најсовремениот диагностички апарат Физиоспект е безболен и трае околу 15 минути. Продолжуваат активностите за рехабилитација на патиштата во шарпланинските села. Денес на терен во Бродец увид на активностите извршија тетовската градоначалничка Теута Арифи и директорот на Македонија Пат Беким Мемети. Денеска сме тука веќе бевте на воведот на работите од делниците што се работат од Шипковица до Вешало. Овде се работи за асфалтирање на пат кој долго време чекал исто така да се третира од влезот на населеното место па се до центарот за 700 метра, додека исто така и други работи или помали детали кои ќе ни ги кажат исто така граѓаните од тука, секако дека ќе ги санираме. Ние како општина исто така се наоѓаме тука со работа со интервенции во локални патишта внатре во населеното место, така да сакам да ја користам приликата да се заблагодарам на директорот на Македонија Пат, на ЈПДП, на сите институции кои апсолутно со ова интервенција се врши една голема работа за граѓаните кои живеат тука. Ние пред неполна недела дена започнаваме проект од голем интерес за овај дел од Тетово, кој што ги опфаќа Шипковица, Бродец, Вешала. Така да, после, да речем, 50 на години, ова е прв, да речем, да се обновува, да се реконструира овој патен правец, кој гледаме и самите бил во многу лоша состојба. Ние како јавно предпријатие имаме многу активности во овај дел, така да поменав, ни остана уште еден мал сегмент од патот према Штул, универзитетот према Штул, кога го правевме влезот на Тетово, таму градоначалничката се обврза дека ќе постават дел од канализациона мрежа, мислам дека е веќе при крај тоа и наредниот период ќе го асфалтираме и тоа. Така да после овие сите активности во рок од месец дена ние спомнав пред малце и за 2-3 дена почуваме и со чистење на вегетацијата која е обрасната, гледаме и самите према овај дел, према Шипковица, Вешала, Бродец, се до Попова шапка. Така да ќе закружиме овој процес за овој дел за годинава. Политичката партија Дом ја започнува најавената зелена урбана офанзива. Денес на пресконференција за медиумите го презентираше првото решение односно пилот проект за подигање на еколошката свест и способност за селектирање комунален отпад во Тетово. Како и досега, ќе бидеме конзистентни, конкретни и конструктивни, па во очекување на скори позиции и решенија од ДУИ, ќе упатиме 3 колегијални предлози или барања на централно и локално ниво. За да се покаже озбилноста на одлуката, ќе ни биде драго ако почнат од себе, па предлагаме да најдат начин и да ги пасивизираат своите досега наистурени членови, што министри, што градоначалници, кои требаше да бидат авангарда во нивната партија за решавање на еколошките проблеми. Вториот предлог е овој наш пилот проект, кој треба да помогне да се симне нашиот град од листата на најзагадени градови во светот и со ова ја означуваме уште еднаш ќе потенцирам почетокот на зелената урбана офанзива, која ќе биде во центарот на неодамнешната акција Зелен круг. Пилот проектот е во склад со изработената студија за управување со цврст отпад во Полошкиот регион, се однесува и го решава примарното и секундарното селектирање во градскиот најурбан брок Ајдучко Мало, а бидејќи практичен и универзален, ќе му предложиме и званично на министерот и градоначалничката брзо да најдат сила да ни помогнат да се аплицира и уште побрзо да се мултиплицира. И третиот предлог, тоест барање, е до министерот од кој бараме итно, без многу студиско теоретизирање, да ја допре изградбата и да ја завземе и да се завземе за отстранување на малите хидроелектрични централи од нашава шара и во целата држава, што е светски тренд во сите земји кои ја осетија и ја воочија нивната штетност. За да нема
обиди да се каже нема средства, нели? Еве однапред ќе предложиме средства за таа намена, пошто ќе биде положена со трошоци, да се изнајдат од нашиот традиционален и трошкаџиски ребаланс, кој што на државниот буџет, кој што веројатно во текот на летото или почетокот на есента ќе биде на сцена. Во четврток, 10 јуни, официјално завршува учебната година која најмногу ќе се памети по онлайн наставата. Надлежните во гостиварските училишта сметаат дека поголемиот дел од предизвиците се совладале, но изразуваат надеж дека од септември децата ќе се вратат во училишните клупи. Течат последните денови од учебната 2020-2021 година, која почна месец дена подоцна и беше полна со предизвици кои ги наметна пандемијата. Најголемиот дел од децата следеа онлайн настава, а училиштата работеа под посебни протоколи само со најмалите ученици, од прво до трето оделение, за кои имаше часови со физичко присуство. Надлежните во Гостивар сметаат дека повеќето од проблемите со наставата на далечина, чекор по чекор, се совладувале, но за децата е најдобро да се вратат во училишните клупи, како за нивна социјализација, така и за знаењето и училишниот успех. Поголем дел од децата уча онлайн, малку тешко нормално. Прво што е и најбитно, социјализацијата им недостасува на ученициве. Другото и нормално, кога имаме физички контакт, е многу полесно отколку со онлайн. Гледам по полека, кога иде и крајето, малку потешко и се за вклучување на учениците, и за професорите е тешко, па и за децава. Сега како за целиот свет, така и кај нас, дај Боже во 1 септември да се враќаме во училишните клупи и да ни биде полесно на сите. Предизвик беше апсолутно за сите, вклучувајќи го раководството на училиштето, вклучувајќи ја стручната служба, наставниците, посебно би се осврнал на обврските кои што ги имаат класните раководители. Тука сигурно не сме да се изостават и учениците кои што се директни учесници во ваквиот начин на реализација на наставата, па дури можам да кажам дека и родителите. Предизвик за сите, со тоа што максимално се придржуваме кон сите препораки за да може нормално да се одвива наставата, меѓутоа искрено се надеваме дека целата оваа ситуација ќе се стабилизира, за да можеме повторно да ги видиме учениците во училишните клупи. Значи физичкото присуство апсолутно не може да го замени ниту еден друг тип на настава. Така да се надеваме дека од наредна учебна година ќе дојдеме да се нормализираме, да си започне наставата како што треба. Анализата која ја спроведува Министерството за образование и УНИЦЕФ покажала дека онлайн наставата годинава била на позадоволително ниво од лани. 55% од анкетираните родители на деца кои посетувале онлайн настава ја оцениле со 5 или одлично, а 25% дале оценка 4 или многу добро. 1% од анкетираните родители ја оцениле наставата на далечина со 1. Пред учениците периодов се нови предизвици. Матурантите ги полагаат испитите од државната матура, додека 9 оделенците ги очекува уписот во средно, кој ќе се спроведе наредната недела. Хрватска низ времето. Ова е насловот на ликовната изложба која ќе се отвори утре во фоајето на Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Организиране од Македонско-хрватско друштво ќе бидат истакнати дела на 20 автори, деца кои работеле под менторство на ликовниот уметник Славчо Максимовски. Македонско-хрватското друштво утре на 9 јуни во фоајето на Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово ја организира изложбата насловена Хрватска низ времето. Автори на ликовните дела се околу 20 учесници кои што во изминатите неколку месеци беа дел од креативните работилници, од ликовните работилници кои што се водеа под менторство на Славчо Максимовски. Со ова улабавување на мерките денеска можеме да ја најавиме ова според нас долго очекувана ликовна изложба. Претежно делата се архитектура, тоа се да речеме оние сите градски језгра кои што се познати не само во Хрватска, кои што представуваат и символи на Хрватска како во поглед на туризмот, така и во поглед на културата, традицијата и така натаму. Така да навистина еден одличен спој на како на медитеранска, на приморска Хрватска, така и на оној дел од Хрватска кој што не излегува на море, но
сепак има навистина импозантни градби. Автори се исто така деца кои што се ученици во основно и во средно образование, кои што веќе подолг период учествуваат на ликовните работилници кои што ги спроведува професорот Максимовски. Исто така паралелно Македонско-хрватското друштво организира и други обуки и други креативни работилници кои што се однесуваат во однос на ликовната уметност. Во оваа прилика сакаме да апелираме на почитување на протоколите, задолжителното носење на маска, како и одржувањето на определено растојание. Исто така сакаме да најавиме дека настанот утре ќе биде збогатен и со настап на триото Шербет, кои што ќе настапат со македонска и со хрватска музика. Пронајдена марихуана кај 30 годишен тетовец. Полицијата регистрирала и неколку физички напади. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во периодот од 24 часот на 7 јуни до 4 часот на 8 јуни на подрачјето на СВР Тетово регистрирано едно прекршување во Гостивар на полицискиот час, додека на 14 лица од Тетово и 21 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштитни маски. Вчера вечер околу 23 часот на улица Линденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 30 годишен тетовец, затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 50 минути, 17 годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека половина час пред тоа во нивниот дом физички ја нападнал нејзиниот 41 годишен татко, кој нешто подоцна лишен е од слобода, а случајот целосно е расчистен и против него ќе следува поднесок. Вчера во 18 часот и 20 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 33 годишникот тетовско боговиње, кој околу 17 часот физички нападнал негов соселанец. Во нападот, според пријавеното, 33 годишникот користел и дрвен предмет. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер во 21 часот и 50 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 34 годишникот тетовски пирок, кој физички ја нападнал неговата 34 годишна невенчана сопруга. Тој е задржан во полициската станица Тетово. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува поднесок. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.